Добар ден, вие го гледате централното издание на вестите за почеток настани на денот. Новата бугарска министерка за надворешни бара политичка зрелост од Македонија. Надявам се наистина Скопје да намери подхода така че да фокусира вниманието върху изпълнението на ангажиментите, а не върху търсенето на конфликт со Софија. Мицкоски со експресна реакција. Се дека сум јас премиер, додека не видиме испорака од нивната страна, ние нема да се поместиме ниту милиметар. СДСМ со обвинување дека државата свесно не бара екстрадиција на Груевски. Мицкоски не го сака враќањето на Груевски затоа што тоа директно би ја загрозило неговата позиција во ВМРО. Уапсен насилникот кој среде Скопје си ги тепаше сопругата и ќерката. Тој повторно извршил физички напад врз сопругата и нивната малолетна ќерка. Канал 5 во Нови Сад на Свечената академија 80 години од доселувањето на македонците во Војводина. Ова е значаен момент и значаен јубилеј. Во овие моменти во Нови Сад со Свечена академија се одбележуваат 80 години од доселувањето на македонците во Војводина. Со слика и тон воживо веднаш одиме во Нови Сад. Таму се Мирјана Мирчовска-Јовановиќ и снимателот Кристијан Тодоровски. Мими, како тече одбележувањето и што овој настан всушност значи за Македонија? Така, Бубе, денеска овдека во Нови Сад се одбележуваат 80 години од населувањето на македонците во Војводина, каде што се това беше промовирана на една свечена академија, меѓу кои се говореше за културата помеѓу двата народа, соработката, а она што беше најинтересно е што се кажа дека се поголем интерес на оние деца кои се родени во Војводина сака да го изучуваат јазикот на нивните родители. Така да она што е првично е дека во 11 училишта се изучува македонскиот јазик, а се вклучени 350 деца. Денеска овдека на Свечената академија обраќање имаше председателот на владата Христијан Мицкоски, председателот на владата на Србија Ѓуро Мацут, како и председателката на покраинската влада на Војводина Маја Гојковиќ. Исто така обраќање имаше и Зурица Митровиќ, која е председателка на Националниот совет, и таа кажа дека 80 години не се само поминати години, туку тоа е веќе една традиција каде што има раѓање на нови деца, но не се забораваат корените од каде потекнуваат. Исто така и српскиот председател на владата и македонскиот споменаа дека најважно е да има голема соработка како што е помеѓу економијата, но и образованието. Исто така и српскиот председател на владата Мацут кажа дека секогаш македонските права овдека како малцинство ќе бидат исполнети, додека премиерот Мицкоски кажа дека ова е навистина добар пример за премиерот како треба да има една соработка помеѓу две држави, но и дека се уште постои пример каде што одредени држави не ги признаваат малцинствата во нивните земји, а тие држави не може да се каже дека се од големите европски земји со нивните политики. Да ги слушнеме тука изјавите на двајцата председатели на владата на Македонија и Србија. Балканот памети поинакви приказни од оваа тука. На држави кои не признаваат малцинства и во 21. век делови од народи кои се борат за човечки правдини. Таквите примери говорат за тоа дека не сите се дораснати без оглед на епитетите, членствата во организации или големината на државите. И можеби токму оваквите човечки приказни се наоѓа вистинскиот одговор на сите поедноставени представи за Балканот. Не во поделбите и стереотипите, туку во луѓето кои умеат да градат мостови, без да ги рушат сопствените корени и кои разбираат дека припадноста не значи исклучување на другиот, туку сигурност во сопствениот идентитет. Историјата не учи на една едноставна, но длабока вистина. Народите не обстојуваат само преку институции, територии или политички системи, туку пред се преку паметењето, преку јазикот, преку културата и вредностите што ги пренесуваат од генерација на генерација.
Секој од нас има некој во Македонија и секој од Македонија има некого во Србија. Нашето пријателство го докажавме безброј пати кога тоа беше тешко пред 30 години, кога воспоставивме и формални дипломатски односи, го признавме името и идентитетот. Можевме да се потпреме едни на други кога пандемијата на COVID осветли всушност кои се вистинските пријатели. Така е, секако најголемата поврзаност помеѓу две нации кога културата ги поврзува. Тоа го кажа министерот за култура Љутков, кој кажа дека во Србија се отвараат многу културни центри каде што се негува и се соработува во културата, во различноста, но и сличноста. Слушнеме тука и неговата изјава. Ова е значаен момент и значаен јубилеј и од историски аспект, но и од, се разбери, и од културен аспект. Македонците овде придонесуваат многу за мултикултурниот развој во Република Србија и се трудат да го одржат континуитетот во делот на македонскиот јазик, македонската култура и македонската традиција. Тоа е особено важно и за нас како македонци. Она што дава уште посилна потврда е присуството и на двајцата премиери, председатели на владите на Македонија и на Србија. Така, значи, во моментов се изведува и урото тешкото и оваа културна манифестација ќе продолжи овдека во Нови Сад, каде што помеѓу нели оние и младите играурци и од танец и помладите овде македонци кои што ќе живеат, ќе ја дознаат културата од каде што потекнуваат. Ви благодарам Мирјана Мирчовска-Јовановиќ и снимателот Кристијан Тодоровски од Нови Сад во живо по повод 80 годишнината од доселувањето на македонците во Војводина. Законот за заштита од пушењето следната недела оди на владина седница. Дали сите се задоволни од решението? Ја зголемува заштитата на децата. Од СДСМ на пресконференција излегоа со обвинување за премиерот Мицкоски, дека според нив тој знаел за унгарското државјанство на Груевски и затоа не ги испраќале документите за негова екстрадиција. Мицкоски и Филков не сакаат Груевски да биде екстрадиран, затоа и го штитат. Мицкоски не го сака враќањето на Груевски затоа што тоа директно би ја загрозило неговата позиција во ВМРО ОКГ. Ги трна сите подпредседатели од партијата, а од општинските комитети направи личен фан клуб поради страф од враќањето на неговиот ментор. Министерот за правда Филков по секоја цена сака да ја зачува фотелјата, иако веќе се шпекулира дека ќе биде сменет. СДСМ бара веднаш да бидат испратени документите и да се побара екстрадиција за Груевски. Македонија мора да ги активира сите дипломатски канали, ако треба да побара и меѓународна правна помош, да се искористат сите механизми за Груевски да биде изнесен пред лицето на правдата. Продолжуваме со другите теми. Полицијата уапси 48 годишен маж од Велес кој физички ги нападнал сопругата и малолетната ќерка и им се заканувал со остар предмет. Насилникот прво ја нападнал сопругата во Скопје, од каде што и се појавија фотографиите на социјалните мрежи, а по враќањето дома во Велес повторно го повторил тепањето. Полицијата најави пријава, а јавноста е загрижена за зголемениот тренд на насилство врз жени, кој покажува голем дефект во нашето општество. Насилникот кој среде белден во центарот на Скопје брутално ја давеше, тепаше и влечеше сопругата по улицата додека рацете му биле облеани во крв. Со насилство продолжил и во семејниот дом во Велес, каде продолжил физички да ја напаѓа сопругата и малолетната ќерка, а им се заканувал и со остар предмет. Тој вчера навечер по пријавата бил приведен и задржан во полиција велат од СВР Велес, а пронајдено било и оружјето со кое се заканувал. Веднаш по пријавата, полициските службеници презеле мерки и активности за пронаоѓање на сторителот и заштита на жртвата. По преземените активности било утврдено дека лицото се од Велес,
пошто од страна на полициски службеници од СВР Велес биле преземени дополнителни мерки за негово пронаоѓање. Откако лицето ДЖБ, 48 години од Велес, заедно со неговата 43 годишна сопруга се вратиле во нивниот дом, тој повторно извршил физички напад врз сопругата и нивната малолетна ќерка, при што им упатувал закани со остар предмет. За настанот се известени јавен обвинител и Центар за социјални работи Велес, а по целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Сцените кои ја вознемирија јавноста на социјалните мрежи ги сподели родител чија ќерка просведочила на насилството и се обидела да ја помогне на жената и да го спречи насилникот. Таа наведува дека со насилникот имал уште едно машко лице кое по нејзината интервенција и рекол да не се мешаот и тој бил маж и нека и прави што сака. Откако прашала дали ако е сопруг значи дека смее да ја тепа, тогаш насилникот и возвратил со навредливи вулгарни зборови. Дополнително таа наведува дека од бројните мажи минувачи никој не се охрабрил да интервенира. Насилниците се дотолку охрабрени што почнаа да тепаат жени среде Белден. Состојбата е крајно алармантна, велат експертите за борба против семејно насилство. Адвокатката Котеска Стисниовска смета дека мерките кои се преземаат во последно време од МВР ќе го намалат насилството, но само со соодветно постапување. Таа додава, насилството не е индивидуален, туку општествен проблем на кој не смее да се биде само нем сведок. Луѓето од страна не сакале да реагираат, изјавувале дека тоа е нејзин маж и дека може да ја прави што сака и дека треба да се бидат оставени на мира. Апсолутно не. Апсолутно секој треба да пријави семејно насилство и секој да биде борец против семејното насилство. Секој треба да располага со волја и храброст да пријави и да ја заштити жртвата. Во последниот период во континуитет има реакција од МВР на семејното насилство, а тоа ги охрабрува и жртвите да реагираат. А последен случај кој заврши со трагични последици беше оној во Скопско Тафталидже, во кој по скокот зграда настрадаа Ивана и нејзината ќерка Катја по долгогодишното психофизичко насилство од нивниот сопруг и татко Стојанче Јовановски, кој за стореното доби 12 годишна затворска казна. Синокешната трагедија во која животот го загуби дете при инцидент со тротинет повторно ја отвори темата за построга регулатива на ова превозно средство. Граѓаните се жалат и споделуваат видеа на возење на тротинети со голема брзина по булевари и пешачки зони, а неретко на еден тротинет може да се видат и повеќе млади без никаква заштитна опрема. Игор Манасиевски. Трагична сообраќајна несреќа во Кумановското село Черкези, во која згасна млад живот, повторно го вклучи алармот за опасноста од користењето на електрични тротинети од страна на малолетници. Во несреќата што се случила на регионалниот пат Куманово-Скопје, животот го загубил 13 годишен малолетник кој управувал електричен тротинет. Според информациите од полицијата, детето било удрено од патничко возило Мерцедес, управувано од 24 годишен возач од Куманово. По несреќата малолетникот бил пренесен во општа болница Куманово, каде од страна на лекар констатирана била смрт. Во 21 часот и 20 минути во полициска станица Куманово возачот е лишен од слобода. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Овој трагичен случај повторно ја отвори дебатата за безбедноста на електричните тротинети во Македонија. Особено загрижува фактот што најголем дел од повредените во вакви несреќи се деца и млади лица. Се работи на возачи на тротинети кои се со помлади, дели од 14 години е законски, оттаму и нивната одговорност. Затоа апелираме до нивно и до нивните родители, бидејќи и родителите играат голема улога во целата оваа приказна. Повторно ќе кажам, еве тротинет ќе помине, можеби не се обврзани законски, но се препорачува да имаат заштитна опрема, да возат според правилата и прописите. Не да бидат едношка пешаци, едношка возила, едношка моторцикли, поради тоа и овие несакани последици кои се случуваат како резултат на тротинетите. Статистиката е алармантна. Лани биле регистрирани 147 сообраќајни незгоди, во кои учествувале електрични тротинети. Дополнителна загриженост предизвикува фактот што тротинети често управуваат деца под законски дозволената возраст, за што одговорност имаат родителите кои тротинетите ги третираат како играчка. Поради зачестените несреќи од МВР најавуваат заострување на правилата и дополнителни законски измени. Во Европа веќе се воведуваат построги мерки. Во Албанија се подготвува зголемување на минималната возраст на 16 години и задолжителна употреба на кациги, додека Грција размислува за целосна забрана
забрана за користење електрични тротинети од лица помлади од 18 години. Во Македонија за неправилно користење електричен тротинет се предвидени казни за возење на коловоз, користење мобилен телефон, превоз на повеќе лица и управување од страна на деца под 14 години. Но не само тротинетите и управувањето со мотоцикл стана опасно. Вчера на Пластичарска загина 19 годишен мотоциклист, во несреќата учествувале автомобил Ауди А4 и два мотоцикли. Со тешки повреди се здобил 19 годишниот возач на мотоциклот, кој бил итно пренесен во болница, но подоцна им подлегнал на повредите. Новиот закон за заштита од пушење во вторник оди на владина седница, а премиерот Мицкоски порача дека инспекциите ќе бидат ригорозни на целата територија. Измените донесуваат забрана за пушење во возила со деца, построги правила за терасите, но и целосна регулација на електронските цигари. Стопанската и угостителската комора дадоа поддршка за законското решение, поздравувајќи го едногодишниот грејс период за адаптација на објектите. Здравко Димитров. Законот за заштита од пушење ќе го види светлото на денот. На владина седница во вторник ќе се најде законот за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи, кажа премиерот Христијан Мицкоски на средбата со представниците од Стопанската и угостителската комора. Според него текстот на законските измени, донесен е во соработка со сите засегнати страни. Тој е дециден дека никој нема да биде привилегиран и дека инспекцијските контроли ќе бидат ригорозни. Целта на владата беше да излеземе сите под еднакво незадоволни. Затоа што кога работите еден ваков закон, не можете сите да излезете под еднакво задоволни. Инспекциите ќе бидат ригорозни на целата територија на државата. Ова го повторувам, на целата територија на државата. Нема да има повластени региони, градови, населени места и така натаму, каде што ќе нема да се почитува законот. И за ова јас ви гарантирам и тука ќе нема никаков пардон. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека текстот бил усогласен со повеќе државни институции и 14 инспекцијски и надзорни правила, а покрај експертската јавност и институциите, предвид биле земени и 58 коментари од страна на граѓаните при јавната расправа кога законот бил објавен на ЕНЕР. Појасни дека со новиот законски текст не се забранети производството, продажбата и процесите на увоз-извоз на тутунски производи, туку ја уредува нивната употреба и промоција која влијае врз здравјето на луѓето. Дополнително вели дека целосно се опфатени и новите производи, вклучително и електронските цигари. Ја зголемува заштитата на децата преку намалување на нормализацијата, присутна во училиштата, заштита во приватно возило во присуство на дете, како и на 20 метри од влезовите на здравствените образовните институции и установите за деца. Законот ја затвара и сивата зона за терасите. Новиот закон воведува јасни и справедливи критериуми, како на пример терасата мора да биде отворена од најмалку 2 страни. Од Стопанската комора велат дека даваат поддршка за законот, бидејќи регулацијата мора да продолжи, но сметаат дека е потребно да продолжи диалогот за да биде укината можноста за црниот пазар. Од угостителската комора пак се категорични дека се за заштита на здравјето на граѓаните и ја оценуваат позитивно можноста за едногодишна адаптација на објектите. Од самиот почеток искажавме нашата поддршка во носењето на законот за забрана од пушење во неговата крајна цел, а тоа е заштита на јавното здравје. Како угостителски сектор ќе имаме можност да ги преадаптираме нашите тераси согласно новите законски решенија, се со цел нашиот сектор да претрпи колку е можно помали економски последици. Овој закон требаше да се најде на владина седница на 24 март, но поради неусогласеност на Министерството за здравство и Министерството за земјоделство беше ставен на чекање. Од владата порачаа дека истиот ќе стапи на сила веднаш откако ќе биде изгласан во собрание. А кога сме веќе кај тутунот и информацијата дека над 15.000 тутунари наместо во април парите од премијата за тутун ќе ги добијат во првата недела од јуни. Земјоделците реагираат дека доцнењето им создава сериозни финансиски проблеми во ек на расадување, кога средствата им се најпотребни за гориво и ѓубрива. Од Пладежната агенција уверуваа дека предстојната недела ќе бидат исплатени 32 милиони евра, а како причина за одложувањето ги наведуваат вонредните теренски контроли.
Повеќе од 15.000 тутунари ќе мора да почекаат за парите од премијата за тутунот. Наместо во април, како што беше практика во изминатите години, и по најавите дека ќе има исплата за во мај, сепак последната најава е дека парите на сметките на тутунарите ќе легнеле во првата недела од јуни. Додека на нивите во тек е расадувањето на новата реколта, производителите велат дека доцнењето на субвенциите им создава сериозни финансиски проблеми. Токму во овој период им се најпотребни средствата за набавка на репроматеријали, горива и ѓубриво. Не можат да ги засадат планираните површини, бидејќи имаме многу зголемени репроматеријали годинава за старт. Имаме зголемени трошоци за нафтените деривати. Работната сила ни е покачено, да речем 50% секоја година, и работниците ни барат големи дневници, така да сега во моментот мислам дека субвенциите се најхитни за земјоделците. Од платежната агенција уверуваат дека исплата ќе има во предстојната недела, кога треба да се исплатат околу 32 милиони евра кон 15.286 производители на тутун. Причина за доснењето, како што објаснуваат од институцијата, се дополнителните теренски контроли, што биле спроведувани за мерките од програмата за 2025, вклучувајќи и поддршката за предадениот тутун од реколтата 2024. Земјоделците потсетуваат дека во последните 3 години субвенциите за тутун биле исплаќани уште во април. Според нив, сегашното одложување доаѓа во време кога производствените трошоци значително се зголемени. Но проблемот не е само кај тутунарите, неисплатени субвенции чекаат и сточари, поледелци, градинари и пчелари. Дополнително треба да се реализираат исплати и за предадени градинарски и овошни производи, за млеко, живина и други земјоделски мерки. Ќе се видиме и во вечерните вести. Останете со Канал 5, пријатно.